етнолог. Она што го забележа во вашата книга и во насловот на научниот труд, во кој што ги кажувате сите тие сознанија до кои што сте стигнале, насловот е Светите камења во народната религија и обредна пракса. Зошто ги дефинирате и именувате како свети камења? Па затоа што тие се, значи, каменот постои во природата. Тој навидуме обичен камен, меѓутоа преку својот надвоешен изглед, преку приказните кои што се раскажуваат за него, преку символите кои што на него ги има природно вградени, тој се издвојува од целата таа профана, да ја речам, обична средина и станува нешто друго во очите на поединците, добивајќи сакрални, односно свети димензии. Оттаму и ги менувам тие камења како свети. Значи, тоа се камења кои што преку одредена нивна особина се издвојуваат од профаната и влегуваат во светата сфера, кои што, значи, стануваат нешто друго и се третираат како моќно средство за заштита од секакво зло. Што е тоа што... Во народно-религискиот концепт, нели? Така, што е тоа што ги прави свети? Ги прави свети нивната локација на многу високи места, тешко пристапни предели, значи со висината може да се општи со небото, блискост се до божественото според научните, според народните верувања. Исто така доволен е само некаков знак, например некои камења има каде што се јавува рака со 5 прсти од исокот на раката, го издвојува каменот од средината на обстојување. Потоа ногата, односно стапалото на крале Марко. Значи, сите тие работи го прават каменот свет. Доколку не постои такво нешто, истото се предизвикува со помош на приказните. Значи, имаме колективна митологија околу овие приказни со цел каменот да се воздигне, значи да не биде лишен од сакралното, токму да добие сакрални димензии. Значи, имаме приказни, како што е смртта на 12-те попа на каменот, крвта која што протекла на нив го прави каменот свет, или пак местото каде што девојката Илина загинала бегајќи од турците, исто така го прави каменот свет и така натаму. И како современиот човек реагира на сите тие верувања на сопствениот народ кои што уште обстојуваат меѓу народот и уште народот бара чаре на камењата? Интересно е тоа како денеска во современото општество ваквите верувања се уште задржани. Меѓутоа, колку и да стане религиозен, сега и зборувам за современиот човек, значи еве можеби во патриархалната селска средина тие работи се пренесуваат од колено на колено. Меѓутоа, ние не можеме да кажеме дека ќе се кажеме себе си дека не сме религиозни. Меѓутоа, религиозноста е конститутивен дел од нашето минато. Значи, тоа е нешто што во нас го оставиле нашите предци. Значи, тие траги се задржани и ние можеби се развиваме со тие негации кон религиозното, со отфрлање на религиозното. Меѓутоа, тоа во нас останува и само чека момент кога да излезе. Значи, во моментот кога вие ќе имате толку силна потреба да ви треба помош, значи не можете да најдете лек по институции или не знам каде, меѓутоа тогаш пробувате се за да дојдете до целта. До решение. Освен туристички за да уживаат во приказните на мештаните, камењата, секој камен си има некаква своја наменска посета. Е она што сакам нели да го разговараме сега кога детално ги анализираме камењата, посетите се случуваат само во одредени денови или периоди од годината или тоа може да се случува постојано? Значи секаде е различно. Одредени камења се поврзани со точно одреден ден. Значи мора да се посетат, дали тоа е понеделник, дали четврток, сабота, среда некаде, петок, значи во точно одреден ден. Имаме посета на камењата во точно одреден дел од денот. Значи, утрото се смета за најповолно за посета на каменот, особено изгреј сонцето, затоа што со самото изгревање на сонцето се раѓа новиот ден.
Од тука се очекува да се роди и нова сила, нова плодност. Исто така, опшно кога се оди на, да речеме, исчезнување брадавици по телото, тогаш се бара да биде ден кој што не носи плодност, туку кој што ќе има обратна насока, значи ќе обезбеди излекување на брадавиците. Тоа се смета обично сабота, затоа што нели луѓето ја доживуваат како мртовечки ден, ден за задушница, за такви работи. Сезонското исто така посетување на камењата е многу актуелно и најчесто кај нас. Тоа започнува со пролетно-летниот период. Особено е актуелна посетата на Ѓурѓевден. Значи, многу од камењата, посетата на камењата е поврзана директно со Ѓурѓевден на 5 и на 6 мај. Затоа што според народниот календар годината се дели на два дела, на лето и на зима, а токму со овој празник почнува летото, значи денот кога природата се буди, кога се раззеленува, и како аналогија на тоа, истиот ефект треба да го добиеме и кај човекот. 10 години ја истражувате оваа проблематика и сигурно веќе имате некакво сознание што е она што најчесто луѓето го бараат од камењата. Најчесто луѓето одат за излекување на неплодност на камењата, значи тоа е најчест случај, меѓутоа има и такви кои што има еден камен во Кучково, например, девојкин камен, на него се оди за млеко да има доилката. Или пак каменот во Прилеп, има уште еден во Мијавци, каде што луѓето одат за да ги излечат брадавиците по телото. Каменот Текија, например, за болки во нозете, телото, главата, за деца исто е тој таму, потоа за предскажување на иднината. Тука има камења да застанеме, за на кои што се смета дека ќе остане гаевот од изминатата година, како што е каменот Свети Четирија, се го викаат во селото Иловица, Струмичко. И сега да си почнеме со ред. Кој е тој каменот кој што ја предскажувал иднината и кој што бил многу интересен и за домашните и за странските посетители, затоа што пак сакаат да видат како тоа ќе изгледа нивната